и потпредседателот Ангјушев и потпредседателот Бујар Османи испратија две сериозни пораки дека фокусот на владата останува комплетно насочен кон поддршка на овие компании. Овие компании се Македонија, нашиот GDP, бруто домашен производ, нашите работни места на нашите граѓани и слично. И втората порака е дека не е навистина потребна некоја паничност. Се работи за просек од 3 години, зголемен за 5%. Проблемот е што сега е квота. И еден од друг се плашат генерално да не некој го зафати делот и на другите компании. Ние тука можеме да менеджираме, за да имаме правичност со сите и секако им стоиме целосно на располагање на компаниите да им бидеме сервис. Имаме дополнителна квота или таа глобалната, која што од било која земја ако не се искористи можеме дополнително да ја искористиме. Проблемот е што преку квотите оние амбициозни планови кои што се направени од страна на компаниите, а се многу по-големи од просекот од трите претходни години, не може до крај да се исполнат. Тука е самиот проблем. Но верувам ако овие планови имаат тенденции, сакам да ги охрабрам компаниите да продолжат со своите планови, секој пат ќе се изнајдат решенија. Македонија блеска во очите на Европската унија и секој пат разбирање мора да имаме на оваа работа. Работеше потпредседателот Ангјушев, работеше потпредседателот Бујар Османи, министерот за економија. Лично разговарав со председателот на Европската комисија Јункер, сите заедно на оваа тема. Нашата амбасада е целосно посветена, имат дел од компаниите своји адвокатски тимови, помина и делот на инспекцијските контроли од страна на Европската унија кон компаниите дома и верувам дека на крајот сето тоа не смее да остане демотивирачки за самите компании. Така да оние стотици милиони, 200 милиони евра, апсолутно не е тоа вистина, но секако целосно будно око и фокус остануваме кон поддршка на компаниите и со намерата да бидат охрабрени и да продолжат во имплементација на своите планови за 2019.